Добар дојдовте на каналот Античка литература, јас сум Даниела Тошева. Во ова видео ќе се занимаваме со животот на еден обичен човек од Римски Египет кој живеел во први век од нова ера. Станува збор за еден ткајач, Трифон, чија приватна архива е пронајдена со 44 документи вкупно на локалитетот Оксеринг во Египет. Тоа е еден многу плоден локалитет во однос на папирусите, бидејќи поради климата се зачувани многу папируси, од кои голем дел се правни папируси, документи, писма, значи не припаѓаат на книжевноста, но имаме и голем дел кои што се книжевни папируси. Да видиме сега кој бил конкретно Трифон. Документите кои што се зачувани во приватната архива го опфаќаат период од 11 до 66 година нова ера и овозможуваат да видиме каков бил животот на едно обично семејство кое припаѓало на класата метрополити во Оксеринг. Тоа не значи дека биле богати, меѓутоа метрополитите имале поинакви даноци од оние граѓани што се пониска класа. Од документите знаеме дека е роден приближно 9-та година нова ера, затоа што во еден документ кој представува пред се даночна сметка за периодот од 22 до 25 година, во него е прикачен цензус од 12 година, каде што се вели дека Трифон бил 3 години. Преку тој цензус гледаме дека целото негово семејство, неговиот татко, дедо, се занимавале со ткање, така што Трифон ја продолжува таа традиција, а како што се гледа од документите што припаѓаат на подоцнежниот период, и неговите деца продолжуваат. Во 22 година, кога бил 13-14 години, тој првпат го плаќа тој данок за ткање, гердијакон, така што знаеме дека од тогаш почнува да се занимава професионално со ткање. Сигурно го научил татко му Диониси, затоа што нема договор за чиракување, како што има понатаму за неговите деца. Од документите, еве накратко, се знае дека два пати склучил брак. Првиот пат со Деметрута, со која може би имал ќерка, ќе дојдеме до тоа, а вториот пат со Сараеута, со која останува подолго време во брак. Со Сараеута имал два сина, Апион и Тоунис. Во текот на животот тој добива болест на очите, може би катаракта, не е опишано со диагноза точна, се разбира, која го спречила да биде ткајач, но не и да ја одржува работилницата, затоа што има документи кои што покажуваат дека зел заем за да купи справи во работилницата, значи се уште ја менаџирал. Така што неговиот живот по ништо не се разликува од обичниот човек со скромни примања. Меѓутоа има некои семејни драми кои што треба да ги видиме на следните слайдови. И впрочем, преку оваа приватна архива имаме еден редок увид да видиме како функционирала семејната динамика на обичниот човек, затоа што она што претежно го дознаваме е како живееле побогатите граѓани. За првиот брак со Деметрута дознаваме првпат од еден документ кој што представува барање до стратегот Александар. Имено Деметрута го напуштила Трифон и му одзела предмети кои се ценат 40 драхми. Тие не се наброени се, меѓутоа документот е оштетен, така што не знаеме што точно му одзела. Значи тој бара да му бидат вратени назад и да биде кривично одговорна за тоа што го сторила. Еден друг документ кој што представува договор за доење кажува малку поинаква насока на работите и може да се толкува различно затоа што е прилично оштетен, има лакуни. Значи Трифон склучува договор со Сараеута, неговата втора жена, за доење на ќеркичка. Родена од двајцата, и тоа е предмет на дискусија, Хемеинексалелон, која фраза филолозите ја толкуваат дека се однесува на ќеркичка родена од Трифон и Сараеута. Че во тој случај таа склучува договор за доење на сопствената ќерка, затоа што наводно тие биле разделени, меѓутоа нема таков документ дека тие некогаш биле разделени. Поинакво толкување, кое што е многу пологично, е дека Трифон, заради тоа што го напуштила Деметрута, а вообичаено и децата се оставаат во домот каде што живее таткото, го оставила со едногодишната ќеркичка, за која тој склучува договор со Сараеута, која може би била доелка во времето, имала свое дете или не ги знаеме незините прилики. Склучува договор со Сараеута да му ја дои неговата едногодишна ќерка и веројатно тука се раѓа љубов меѓу нив
па затоа го склучува вториот брак со неа. Малку е необично како го склучуваат овој брак, бидејќи не прават регуларен брачен договор, кој што се склучува на нотар и се носи во архива, туку ова е банкарски договор, банкарски заем, диаграфе. Значи го маскираат брачниот договор како банкарски заем и Деметрута му дава 40 драхми во пари, сребрени пари, потоа обетки златни кои што се во вредност од 20 драхми и бел хитон, тоа е наметка кој што е 12 драхми. Тоа е вкупно 72 драхми, што представува мирас, меѓутоа не е представен како мирас, туку како заем. И наместо да има клаузула како во брачните договори дека ова ќе биде вратено доколку бракот се разведе, овдека имаме конкретен датум, дека ќе биде вратена оваа сума по 5 месеци приближно, даден е точен датум. А тоа коинцидира со бременоста на Сарајута, затоа што после тоа има документ кој покажува дека Сарајута била бремена и дека 5 месеци по ова треба да го роди синот. На некој начин како еден пробен брак. Во самиот документ тој кажува дека тие живеат во непишан брак. Еден технички термин што покажува дека бракот не е регистриран на нотар, е регистриран на поинаков начин. Или тие не склучуваат никаков договор ако нема мирас, или ако има мирас, го представуваат како заем. Таков тип на договор е вообичен за демотските папируси. Набрзо по склучување на тој брачен договор преправен како банкарски заем, наоѓаме еден друг документ кој што сведочи за насилството врз Сарајута од првата жена на Трифон, Деметрута, заедно со нејзината мајка. Тие ја напаѓаат Сарајута која била бремена, дознаваме од документот, и веројатно таа го изгубила плодот, затоа што после нема никакви документи кои што сведочат дека имале деца. Дури 10 години после овој настан, таа го раѓа својот прв син Апион. Бара сторителките да бидат изведени пред стратегот Сотос. Трифон и Сарајута имаат 2 деца, 2 сина, Апион и Тоунис. Апион има малку потешка судбина, ќе да знаеме на наредниот слайд. За него се знае дека е роден 10 години еве по тој настан кога Сарајута била истепана од Деметрута и мајката нејзина. 46-та година нова ера на 3 јануари. Се знае точниот датум затоа што е зачуван документ во кој е направен хороскоп на Апион. Понатаму има уште еден документ кој представува исплата на данок. Апион во 53-4 година, отприлика, плаќа данок гирдиакон за ткање. Значи, тој многу мал влегува веќе да чиракува и влегува во семејниот бизнис, односно ткањето. За другиот син, Тоунис, има еден документ и тоа е последниот документ во архивата, датира во 66-та година нова ера, представува договор за чиракување. Трифон, бидејќи го изгубил видот нецелосно, не можел да го подучува својот син очигледно и го праќа да чиракува кај некој си Птолемај и тоа е регулирано во договорот. Но она што е интересно за Апион е една тужба против Сарајута, што ја поднесува некој си Песурис. Кога Апион бил приближно година, некој си Песурис од Оксири, кој што нашол дете на ѓубриште, ова не е невообичаено, многу деца во Египет биле пронајдени на ѓубриште, се смета дека тоа го прави хеленизираното население, а не египтјаните кои имаат поинакви обичаи. Секој можел да си го земе, да си земе дете од ѓубриште, кое автоматски добива статус на роб. За да не умре тоа бебенца, што ќе го најде и сака да го има како роб, треба да му најде доилка. Во овој случај тоа е Сарајута и зачувани се многу такви договори за доење. Сарајута го прима најденчето што се вика Херакле од Песурис и тие подпишуваат договор прво за 1 година, тој ја снабдува со се што треба, но кога треба да се чува најденчето и втората година, тоа умира. Така што Песурис е револтиран и смета дека Сарајута го лаже, дека умрело нејзиното дете, а таа си го задржала најденчето како свое. Затоа и го граба, си го носи дома. Сарајута пак води кај него, сака да му го земе. А ова го дознаваме од записниците. Тие имаат судски процес. Меѓутоа,
стратегот, по одлуката и на хегемонот, решава дека детето треба да и се врати на СРУ-та. Зошто? Затоа што личи на мајката. Доказ дека овој Песурис не се придржувал кон договорот е уште еден документ од архивата на Трифон, кој сведочи дека Песурис и натаму го малтретирал ова семејство. Сега, ова барање е поднесено директно до хегемонот на провинцијата. Тој е како префект, тој е префектот на провинцијата со римската терминологија и му кажува дека Песурис веќе му го загрозува животот. Не може да функционира ни работилницата нормално затоа што постојано го напаѓа. Очигледно дека Апион останува кај нив, според тоа што го кажав претходно, значи имаме договори кои што покажуваат дека тој останува во семејството, но не завршува тука драмата во ова семејство. Набрзо после ова тужење, и СРУ-та и Трифон се нападнати, но документот е многу оштетен и не се знае кои се сторителите. Тој вели не нападна и ни нанесува многобројни удари. СРУ-та прилично настрадала, таа е прикувана во постела, се наоѓа во животна опасност. Но дека го преживеала овој напад, сведочи тоа што 53-та година е роден нејзиниот втор син, овој документ претходи. Значи го преживеала и овој напад. Дали тоа била Деметрута повторно, или пак е Песурис кој што бил незадоволен од исходот на судскиот процес, не може да се знае. Интересно е тоа што Трифон, иако ја поседува една од најголемите архиви во антиката, приватни архиви, самиот бил неписмен. Тоа го дознаваме во документите што се зачувани, каде на крајот стои дека друг пишува за него, бидејќи самиот не ги познава буквите. Истото се однесува и на неговата сопруга Сарајута. После 66-та година не знаеме што се случува со нив, не знаеме ни до кога живеат, дали остануваат во брак до крајот на животот, затоа што нема никакви други докази надворешни за нивното постоење. Ова архива приватна не е интересна само за да се реконструира семејната динамика, туку за тие што се занимаваат со економијата во раниот римски Египет. Има многу документи кои што покажуваат какви се видови на даноци се плаќало во овој период од римската историја, а исто така многу е податлива самата архива за реконструирање на статусите на граѓаните. Тоа беше се за архивата на Трифон. Се надевам дека го поттикнав вашето љубопитство да истражувате малку повеќе. До гледање.